Безбедна храна, здрава иднина со Светлана Коларич. Четврток, 17 часот. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. И денес е со вас емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Денешен мој соговорник е господинот Мирко Проданов, магистер по епизитиологија, микробиологија и имунологија од Факултетот за ветеринарна медицина Скопје. Мирко, добар ден во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добро ве најдов. Денешната тема ќе ја посветиме на ризиците во храна. Ризиците во храна може да ги поделиме на физички, хемиски и микробиолошки. Но секој од нив си има своји специфики и секој од нив си има различно влијание врз здравјето на човекот. Денешната тема повеќе ќе ја посветиме и на микробиолошките ризици на храна. Па, најпрво да започнеме. Кои се вистинските ризици во храна кои што се сретнуваат во Република Македонија? Вистинските ризици во храната, значи како што спомнавте, се хемиски, физички и не се микробиолошки, него се биолошки. Биолошките поратаму се делат и на микробиолошки. Сите тие, значи, подеднакво демнеат во храната, меѓутоа микробиолошките, односно биолошките ризици се многу побитни поради тоа што станува збор за жива материја, која што понатака, доколку на почеток има во храната, доколку храната не се чува како што треба, почнува да се размножува, што значи доколку имаме некој патоген кој што има во храната во бројка која што не би требало да предизвикува заболување, доколку не се чува како што треба, може да се размножи и понатака да предизвика проблеми. Меѓутоа за тоа постојат и одредени системи кои што за хигиена, одредени системи за добра производствена пракса и добра хигиенска пракса кои што треба да бидат поставени кај делот на производство за да го спречат сето тоа. Темата на нашата емисија е безбедна храна, здрава иднина, но често пати кај народот се спомнуваат термините безбедна храна или здрава храна. Може ли да направиме едно објаснување за нашите слушатели? Што е здрава храна, што е безбедна храна? Значи тоа се два различити термини. Значи ја работам во делот на безбедна храна и од здрава храна се разбирам генерално, колку што и генералната публика се разбира од здрава храна. Здрава храна е храната која што треба да јадеме за да останеме здрави. Значи, таа е наука која што ни кажува колку протеини треба да внесуваме, колку масти треба да внесуваме, колку јаглехидрати треба да внесуваме, кои витамини во која количина, кои минерали во која количина, дали, ако пример, кои масти, какви масти, значи сите знаеме дека е здраво да се јаде риба поради тоа што има незаситени масни киселини. Сите знаеме дека е здраво да се јаде јаболка, меѓутоа здраво да се јаде јаболка од другата страна или здраво да се јаде риба, здрава риба и безбедна риба се две различити термини, односно здрава храна и безбедна храна. Може да е здрава храната, условно кажано, меѓутоа да постои одреден ризик во храната кој што може да предизвика заболување. Значи тие ризици кои што ги спомнав. Дали е микробиолошки, дали постои некоја бактерија, дали е физички, односно дали постои нешто, некој физички елемент, значи можеме ние да јадеме здрава риба, меѓутоа на крај крајава да се задавиме од коската која што е во рибата како физички, или дали има одредени бои кои што не смее да ги има во храната, или пестициди или хербициди и слично. Значи, безбедна храна е наука која што се бави со ризиците, односно елиминирање на ризиците во храната, односно оневозможување на контаминација на храната со ризиците кои што можат понатака да делуваат штетно по здравјето на луѓето. Може ли да ги наброиме кои се физички опасности, кои се хемиски опасности и биолошки опасности? Значи, поделбата физички опасности по дефиниција се било кои фактори од физичка природа кои што можат да предизвикаат повреда или заболување кај конзументот. Тие може да бидат, значи, може да бидат од биолошка природа, може да бидат вештачка природа. Од биолошка природа се, например, љушпи од ореви на торти, кои што
освен тоа што може да скршат зап, доколку е оштра љушпата, може да предизвика и повреди во понатамошниот дигестивен трак, коски од риби, како што ги спомнав, додека од вештачка природа или нежива материи може да бидат разноразни делови од машините за преработка на производот, обично кај меленото месо, значи кутерот, значи таа машина која што го меле месото, тие сечива може да се скршат, да паднат во храната, или разноразни игли, разноразно камчиња кај одредени храни, така да сето тоа, се што е можно како физички елемент да се јави во храната е физичка опасност. Исто така како физичка опасност спаѓаат и радиоактивните зрачења, и затоа и нели се испитуваат храните на разно радиоактивни зрачења. Чисто пример, значи кога беше Чернобил, значи беше забрането да се конзумира свежо овошје, беше забрането да се конзумира свежо млеко, целото тоа млеко бидејќи беше загадено со физичката опасност, радиоактивност, се не смееше да се конзумира. Додека хемиски опасности се било кои хемикали, супстанции, кои што може да се најдат во храната и да предизвикаат нормално повреда или заболување во однос на конзументот. Тие се разноразни пестициди, хербициди, остатоци од ветеринарни лекови, остатоци од средства за чистење, разноразни хемиски препарати кои што не им е намената за во производството на храната, дури како саботажи кои што можат да се појават, или евентуално некои улја од машините кои што служат за преработка на храната, меѓутоа тука веќе станува збор за проблема техничкиот процес. Микробиолошки, односно биолошки опасности се сите бактерии, се бактериите кои што предизвикуваат труење, бактериите кои што предизвикуваат интоксикации, спорогените бактерии, вирусите, паразити. Тоа е. Во однос на бактериите, има дел од бактериите кои што предизвикуваат инфекција, има дел кои што предизвикуваат интоксикација. Може ли да ги разграничиме самите поими? Да, бактериите можат, значи, бактериите, значи, за разлика од тоа како го предизвикуваат труењето, се делат на бактерии кои што предизвикуваат интоксикации или кои што предизвикуваат инфекции. Општата поделба е, значи, бактерии кои што произведуваат токсини, кои што се размножуваат во храната и произведуваат токсини во самата храна, кога ќе се конзумираат предизвикуваат интоксикација, додека инфекции се бактериите кои што од кога ќе се конзумираат во цревата или во организмот на конзументот почнуваат да се размножуваат и тука почнуваат да се јавуваат проблемите. Значи, по здравјето се викаат инфекции. И разликата во време траењето на инфекциите и интоксикациите обично се јавуваат многу побрзо од инфекциите, поради тоа што веќе елементот кој што предизвикува труењето е во храната, односно за некој 2, 3, 4 до 5 сата, зависно, значи, од количината на токсинот, може да предизвика проблеми како повраќање диарејани свестици и останато, додека кај инфекциите обично им треба подолг период на бактериите да се размножат, на вирусите да се размножат во организмот и почнува, значи, од 6 сата па нагоре, значи може да трае. Значи има примери кои што почнуваат од 6 сата, има примери кои што после месец дена може да предизвикаат инфекција. Дали храна во која што има веќе продуцирано токсин може да ја препознаеме со сетилата за мирис, вкус и вид? Без разлика дали е токсин или не, значи обично бактериите кои што ги има во храната, тие штетните бактерии кои што не сакаме да ги има во храната, се делат во две групи. Едните се трујачи на храна, а другите се расипувачи на храна. И обично, кога станува збор за трујачи на храна, тие биолошки агенси воопшто не го менуваат изгледот на храната, не ги менуваат органолептичките особини, значи на вкус се вкусни, на мирис убаво мирисаат, на изглед нема никаква промена на боја, на конзистенција си има стандардната конзистенција, нема ли ги, додека кога станува збор за расипувачи на храна, кои што може да предизвикаат одредени нелагодности, меѓутоа обично не ги конзумираме поради тоа што храната или менува боја на расипување обично на амонијак или на сулфур
или минуваат боја, значи зелена станува храната, или се јавува лига, или доколку е спакувана во целофан почнува да се дуе самиот целофан, значи тоа се бактерии кои што се трујачи на храната и таквата храна воопшто не се не испитува, бидејќи физички не изгледа како што треба и таква храна треба и одма да се фрли, значи да се острави, да не се конзумира. Во Европската Унија има направено листа, на која што листа може да се види кои се најприсутни бактерии во храната. Вие доаѓате директно од лабораторијата на Факултетот за ветеринарна медицина, каде што сте во делот нели на испитувањето на биолошките опасности во храна. Кои најчести видови на бактерии можат да се сретнат кај нас? Најчесто може да се сретнат генерално повеќето бактерии кои што се зоонотска природа, односно бактерии од кои што заболувуваат и животните и луѓето, можат да бидат како трујачи во храната, дали како вектори, дали како бактерии кои што изворот е самата храна. Меѓу нив, значи од поопасните може да се спомнат бруцелоза, туберкулоза, хепатитис А, меѓутоа тие многу не се ни испитуваат кај нас, затоа што постојат одредени мониторинг програми кои што се на ниво на примарно производство, каде што тие болести се мониторираат, се надгледуваат и такво животно не би требало понатака, значи таква храна не би требало понатака да влезе во секундарното производство, односно во преработка на храна, додека опасности кои што додека во лабораторијата ги испитуваме, значи тие опасности кои што не се толку лесни да се кои што не се приметуваат кај животните или животните може да се носители и немаат никакви клинички симптоми. Тие бактерии се значи листеријата, салмонелата, бацилус цереус, кампилобактер, во некои случаи Ешерихија коли О157. Значи ние ги испитуваме во лабораторијата, испитуваме, значи правиме истраги на храната што ни доаѓа во лабораторијата и одредуваме дали има или нема патогени во храната, значи тие патогени дали се присутни или не се. Кратка пауза. Gira
lepo odam i so životom ti plaćam da me vodat. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Kako senki se vlečat po mene, svi te griži, svi te ludosti od koji bjega me. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Leja solzi, leja doždovi nad ovoj grad. Nije dvajca, ta čeka me znak. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da najda mir da mi pokaže. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Стани дел од средношколската елита. Запиши се во Саба на една од следниве насоки: бизнис, администрација, информатика, туризам. Сега знаеш, Саба е твојот најдобар избор. www.saba.edu.mk. Македонија вработува. Се бориме за секое работно место. Проект кој ќе овозможи нови 20.000 работни места, подобар и поквалитетен живот, директно намалување на трошоците за работна сила за работодавачите, стимулација за отварање на нови работни места, ослободување од плаќање на придонеси од 3 до 5 години за нововработените. Вклучете се и бидете и вие дел од проектот. Македонија вработува. Радио Слободна Македонија. Безбедна храна, здрава иднина со Светлана Коларич. Кај нас на сила е правилникот за микробиолошки критериуми во храната. Овој правилник треба да го почитуваат сите оператори со храна. Без разлика дали операторите произведуваат, манипулираат, пакуваат, увезуваат или пак извезуваат храна. Согласно овој правилник се испитуваат голем број на микроорганизми. Може ли дел од слушателите да чујат за она што вистина се работи кај нас? Накратко за правилникот, значи сите биолошки ризици кои што ви ги спомнав, кои што постојат во храната, значи кога ќе дојдат во лабораторија не се испитуваат на слепо, нормално мора да иде по некои упатства, по некои критериуми. Карактеристично за храната е дека различните ризици во храната демне во различните храна. Значи има одредена храна на кој што одредени ризици не би барале, например
се знае јајцата дека најмногу има салмонела и затоа за салмонела се испитуваат. Се знае дека месото може да има салмонела, се знае дека говецкото како ризик е во последно време многу популарен, значи Escherichia coli остопес, односно веротоксичен витек Escherichia coli. Овој правилник, значи, ни е напатствие за тоа кога ќе стигне храната, знаеме на што да се испитува, меѓутоа, значи, испитувањето на храната иде по барање на самиот оператор, кој што покрај овие параметри треба да се стави и своји параметри со што би ја зголемил безбедноста на храната. Значи, овие се основни параметри кои што треба да ги запазуваат самите оператори за да им биде безбедна храната, меѓутоа може да има одредени параметри кои што не се предвидени со правилникот, кои што може значи да ги побараат за да се испита да се види дали има безбедна храната. Крај крајава има значи еден член во законот кој што во правилникот кој што пишува дека безбедна храна безбедна храна не сме да се пушти во оптек без разлика дали ги исполнува критериумите на правилникот или не. Значи доколку се сомневаме дека на пример ако имаме бомбажа на некоја си конзерва и ако не можеме значи лабораториски да откриеме дека има некоја бактерија, тоа е индикатор за небезбедна храна, значи сепак значи ги земаме и другите фактори во обзир. Во врска со правилникот, значи подетално, значи е поделен на два дела. Едниот е дел за безбедност на критериуми кои што се за безбедност на храната, другиот дел се критериуми кои што се за хигиена на храната. Битната разлика меѓу овие два дела е тоа што првиот дел ја третира храната, значи првиот дел се гледа храната која што е веќе финално спакувана и која што е пуштена во производство, додека и тука најчесто се најголемите патогени, значи глистерија, салмонела, кампилобактер, јерсинија, вибрио, кои што предизвикуваат труење, додека кај делот хигиена на храната може да има одредени патогени, меѓутоа тука се тестира производствениот процес на самиот погон за преработка на храна и се гледа колкава е хигиената, бидејќи хигиената и се гледат бактерии кои што може да предизвикаат труење, меѓутоа во најголем случај може и да не предизвикуваат, и најчесто се барат колкав број на бактерии има, без разлика дали се патогени или не, се гледа дали има коагулаза позитивни стафилококи, без разлика дали произведуваат токсин или не произведуваат токсин, се гледа дали има ентеробактерии, дали има Escherichia coli, значи овие две се индикатори за фекална контаминација, што во најлош случај може да ни покаже дали некој не миел раце, па работел со храната, значи и тоа се обично критериуми кои што кај делот на хигиената, каде што не се повлекува производот од пазарот, меѓутоа мора производителот кога ќе добие незадоволувачки резултат, мора да превземе нешто за да ги отстрани тие неусогласености. Додека кај делот за безбедност на храна, кај што се патогените, значи не сме да се појави воопшто патоген во храната, доколку се појави патоген во храната, таа храна се повлекува од широка или се повлекува или не се пуштува во продажба. Се прави рикол доколку веќе е продадена таа роба, значи се дава јавно известување и се повлекува храната. Кога операторот ќе достави мостра за анализа, за колку време е готов резултатот? Зависно значи што бара самиот оператор. Зависно кои анализи, дали станува збор за микробиолошки анализи, доколку станува збор за микробиолошки анализи, зависно тоа кој параметар обично, значи ентеробактериите се решаваат за 24 сата, Escherichia coli исто така за 24 сата, меѓутоа патогените обично им треба за негативен резултат треба 5 до 7 дена, доколку излезе, значи сепак е жива материја, доколку израсне нешто на почвата, треба да се докаже дали таа бактерија навистина патоген и дали навистина ќе предизвика некаков проблем доколку се конзумира, значи може да поминат и до 10 дена. Ги спомнавме како причинители во храната кои што често се сретнуваат во нашата лабораторија, листеријата, кампилобактер, Escherichia coli, Bacillus cereus, салмонела. Знам дека вашата област е салмонела, но би сакале да чујат слушателите збор 2 за листеријата, за кампилобактер, за Bacillus cereus, па да оставиме еден, да кажам,
поголем дел од времето за салмонела на крајот од блокот. Нема проблем. Значи, подетално за сите патогени, односно трујачи на храната, побитните трујачи на храната, на почеток значи да почнеме со листеријата. Листеријата е грам-позитивна бактерија која што има значи 7 члена, од кои што 7 видови, значи од кои што патоген за луѓето е Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes е бактерија која што расте на 37 степени Целзиусови, најдобро расте на 37 степени Целзиусови, меѓутоа може да расте и на помали температури и обично се наоѓа во храна која што е готова за јадење, бидејќи термолабилно, односно со термичка обработка се може лесно се уништува бактеријата. Најголем проблем се значи тие храни кои што се готови за јадење, односно кои што не ги третираме термички откако ќе ги купиме. Предизвикува значи целна ризична група за Listeria monocytogenes, се трудници, новороденчиња, постари луѓе, било кои луѓе кои што имаат било какви хронични проблеми со здравје, како диабетичари и останато. Симптомите значи од листеријата почнуваат доколку настане значи труење може да настанат од 7 дена па и до месец дена значи по конзумацијата, затоа е малку потешко да се открие која храна е извор на инфекцијата. Кај поздрави луѓе значи има општи симптоми на труење како што се повраќање, диареја, болки во стомак, зголемена температура, додека кога се искомплицира болеста, значи настанува менингитис, кај трудни жени може да настанат побацувања, или доколку се роди детето, значи слабо е подоцна значи шансите за преживување се многу слаби и значи и евентуално значи менингитисот доведува до смрт. Спомнавте кај готова храна. Веќе значи која што се наоѓа во промет. Кои се најчести видови на храна каде што се овозможува раст на листеријата? Најчести видови на храна се било кои производи кои што стојат кои што имаат рок на траење повеќе од месец дена. Може да биде било која храна, без разлика дали самата храна изворот или преку вкрстена контаминација се загадила храната, обично значи според правилникот ниедна храна која што слегува од поконите не би смело да ги има во 25 грама, во 5 единици по 25 грама. Следната бактерија е кампилобактер. Следната е кампилобактерот. Значи според последните податоци на ЕФСА кои што се значи кои што се извадени во март месец 2015, зборува за тоа колкава е преваленцијата значи на трујачите во Европската унија. Ние бидејќи сме многу близко, значи тие податоци ги земаме за споредба. Кампилобактерот е најголем предизвикувач на труење, меѓутоа на спорадични труења. Тие се и најголем проблем се јавува кај живината. Тоа е бактерија која што сака малце повисока температура за раст, значи околу 40 степени, бидејќи живината, значи пилешкото месо, значи пилињата, имаат повисока температура, другите животни многу лесно преживува кај нив. Меѓутоа малце поспецифични услови за разбара, како што е на пример микроаерофилна средина, односно средина со помала количина на кислород и затоа малку потешко преживува на самите производи. При труењето значи се забележуваат општи симптоми на труење, како што се повраќање, лошење, вртење, диареја, меѓутоа може и обично е само лимитирачка болеста, значи без никаква терапија, иако се препорачува терапија, прекинува болеста по 2-3 дена. Меѓутоа може да се појави и хронична форма на самото заболување, позната како Гилјан-Бере синдром. Тоа е значи автоимуна реакција предизвикана од одредени инфективни агенции, каде што се иницираат одредени системи, имуни системи на организмот кои што почнуваат да ги напаѓаат нервите и почнува значи почна да настанува и мускулна слабост. За жал тие симптоми не се реверзибилни, односно не може да се поправат. Значи остануваат доживотно. Кратка пауза.
нов, а дождот пак ќе дојде кај нас. Студен камен ти до мене си. Не допирај ги моите усни, тоа не си ти. Дај да сонувам, а сонот со тебе е само сон. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Еве одам јас, топол ветер лице, пак да осетам. Добро е да бидеш слободен и сам, ослободен и сам. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Се ден, се буди нов ден, нов проблем. Тука си до мене, а пак сум осамен. И бегам од се, бегам и од тебе. Млада дама сам на себе сум си потребен. И сакав сон, сакав ја сон, а сонот со тебе е само сон. И имам сила за да сватам дека моја не си била. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Безбедна храна, здрава иднина со Светлана Коларич. Ваша област е салмонела. Салмонелата најчесто ја поврзуваме со пилешкото месо. Во Република Македонија не сме за пофалба дека сме големи производители, дека имаме голем број на фарми, пред се сме увозно зависна земја во однос на пилешкото месо. Меѓутоа, салмонелата е на листата во Европа втора по застапеност. Ке може ли пошироко за овој делот? Ќе ве поправам, значи салмонелата не е втора по застапеност во Европа. Салмонелата е прва застапеност, за разлика од кампилобактер кој што е најодговорен за спорадичните случаи. Салмонелата е најголем предизвикувач на труење, кога станува збор за масивни труења каде што трујат повеќе од 20 тројца, петорица, па дури може че има и примери каде што цела свадба има завршена на клиник. На клиник. Пилешкото месо, да, е ризичен фактор, меѓутоа поризичен фактор се јајцата. Значи од најголем број труења кои што се предизвикани, кои што се пријавени и кои што се утврдено дека е предизвикувач салмонелата, најголем број од нив се од јајца, од живински јајца. И најчесто е тоа, значи бидејќи салмонелата е термолабилна, односно при готвење температура од 60 степени умира. Најчесто се тоа салати кои што се прават со живи јајца, бидејќи одредени специјалитети нормално треба за одредени торти, за одредени сосови за салати, за одредени јадења, значи сакаме да се користиме и сирови јајца. Една интересен податок е доколку некоја кокошка е заболена, значи несилка е заболена со салмонела, обично значи тие не покажуваат никакви симптоми при ако станува збор значи за салмонела ентеритидис, кој што е најголем трујач, не покажува
никакви симптоми јатото, меѓутоа ако една кокошка која што е заболена од салмонела, која што е носител, од 150 јајца едно е загадено со салмонела. Друг податок од француски испитувања пред 5 години кои што кои што ги имаат вршена на пазарот, кажува дека од 12 до 15.000 јајца кои што се на пазарот, едно е контаминирано со салмонела, така да и покрај таа голема бројка, значи има огромни труења во храната, значи прво во Европа и претпоставам дека и прво кај нас, барем од пријавените случаи. Салмонелата значи е грам негативна бактерија која што припаѓа во фамилијата на ентеробактерии. Како што ви кажав, најдобра температура за развивање е 37 степени и има над 2600 серотипови. Ние во лабораторијата можеме да утврдиме околу 200 на серотипови, соработуваме со Европската референтна лабораторија за самата детекција и самата серотипизација на салмонелата. Од најголемо значење ни е салмонела ентеритидис, баш поради фактот што ви го кажав дека јатата кои што се заболуваат со салмонела ентеритидис, освен на почетокот, значи на пренесувањето што покажуваат мал пад на несивоста, кој што во многу мали случаи, многу ретко може да се примети, значи пак е во рамките на технолошкиот процес, освен што покажува мал пад на несивост, кој подоцна се стабилизира, нема никакви симптоми дека во тоа јато постои салмонела. Во Европа дефинитивно како основна превентивна мерка е пред се еден интегриран пристап во одгледувањето, односно во контролата или следливоста во сите сегменти. Кои се вашите препораки за нашите фармери, за нашите произведувачи на јајца, за нашите препораки, значи советодавно можам. Нема што советодавно да кажам, значи си има правила и прописи кои што се во склад со европските правила и прописи, значи врз основа на мониторинг програмите, значи одгледување на сите фарми во Европа, врз основа на регулативите кои што се во Европа, има во Македонија изготвено мониторинг програма со која што сите фарми мораат на одреден временски период да носат примероци во лабораторија за да се испитува дали има салмонела или нема салмонела. Доколку се утврди дека во тие примероци во одредена фарма, значи дали не е битно дали е во една кокош, дали е во еден примерок или во сите примероци, доколку се утврди дека постои салмонела, се забранува продажба без преработка на тие јајца, што значи дека според прописите на пазарот во Македонија не сме да се најде јајце, значи вие кога идете на пазар, во продавница, во супермаркет, не сме да има јајце кое што потекнува од јато каде што е утврдена салмонела. Значи тука нема никакви препораки. Едноставно препораки за конзументите во секој случај, значи кога станува збор за производи кои што содржат јајца, без разлика дали јајца, дали се од кокошка или од ној или од препелица, ако можат термички да ги обработат, за да си го намалат тој ризик од салмонела. Дали имате направено споредба колку случаеви, хумани случаеви на салмонела има во државата во минатата година? Нажалост ја не поседнам такви податоци. А во однос на фармите? Во однос на фармите, да, правиме, меѓутоа тие се податоци кои што ги даваме на Агенцијата за храна и понатака Агенцијата за храна ги анализира тие податоци. Како е во однос на користењето на антибиотик за искоренување на салмонела или пак можеби постои превентивна вакцинација? Постои вакцинација за салмонела, значи и најчесто фармите преминуваат кон таа вакцинација, меѓутоа треба да се знае дека вакцините не се 100% ефективни, значи имаат некаде 86% ефективност, околу 80%, значи постои ефективност, што значи дека може и не мора, значи 20% сепак останува незаштитено. Дали се применува таа вакцина на време или не се применува таа вакцина на време и колку време трае заштитата од таа вакцина. Значи сето тоа е
Додека за антибиотиците, употребата за антибиотици за искоренување на салмонелата се ограничени од две причини. Првата е поради тоа што доколку се даде антибиотик на животното, треба да се спочитува периодот на каренца. Периодот на каренца е, ако дадеме ние антибиотик на некое животно, тоа животно не сме да се искористи за храна, се додека преку храната не престанува тоа животно да го извлачува тој антибиотик или резидуи. Антибиотици како знаете дека е ограничена употребата и за луѓе на антибиотици, значи последно е се популарно дека не смееме да вадиме антибиотик, да взимаме антибиотик на своја рака поради тоа што има што може да има други штетни ефекти, меѓутоа тоа е веќе друга тема за разговарање. Од друга страна, ограниченоста на антибиотикот во примерното производство е поради тоа што салмонелата не може толку лесно да се искорени и со антибиотик, се повлекува значи во циклумите и кога ќе престане да се даде антибиотикот, при поголем стрес почнува повторно да се излачува салмонелата, што значи дека одредено јато, доколку инфицирано со салмонела ентеритидис, тешко дека ќе се искористи, дека ќе се искорени таа бактерија од самото јато. Како може фармерот да препознае заболено јато? Заболено јато салмонела ентеритидис, освен значи мал пад при несивоста на почетокот, кој што е во рамките на технолошките норми, кои што верувајте, значи многу е тешко да се препознае, скоро и невозможно, никако. Нема шанс. Освен со мониторинг програма. Освен со мониторинг програмата или со други тестови, така, значи може и да се испитува крвта, но меѓутоа треба да се одвои вакциналниот сој од дивиот сој. Значи од сојот кој што е. Освен бактериите ги спомнавме и вирусите дека може да бидат ризик во храната и да направат негативни последици на здравјето на луѓето. Кои се најчестите вируси застапени кај нас? Кај нас, значи ние не испитуваме вируси, да ви кажам, значи во лабораторијата, бидејќи треба посебна опрема за тоа и бидејќи е малце потешко значи да се најдат во храната при самото производство, бидејќи самите вируси не се размножуваат во храната за разлика од бактериите кои што зависно од температурата и условите може и не мора да се развиваат во храната. Меѓутоа храната може да послужи како вектор, односно како преносител на самиот вирус, доколку не се одржува хигиената при производството или при ракувањето со храната. Најчести вируси значи кои што ги сретнуваме значи кај населението, најверојатно значи во огромна мера може да предизвикувач храната, односно храната како вектор, се норовирусите и хепатитис А вирусот. На почеток значи хепатитис А вирусот е обично се поврзува со земји кои што се во развој и со места кои што имаат многу ниска хигиена. Симптомите ги знаеме сите, мала нелагодност, може би да има температура, кои што после неколку дена самата се поминува. Карактеристично што се појавува и жолтило на слузокожите, на кожата, значи популарно народски се вика жолтица, може да трае, значи самото тоа жолтило, самата таа болест може да трае 2-3 недели, меѓутоа може да се продолжи и до месец, па и понатака. Проблемот е значи доколку се заразиме значи со овој вирус е што понатака значи се пореметува, го напаѓа црниот дроб и се пореметува системот за излачување на ензими кои што се одговорни за преработка на протеините во организмот и понатака тој човек кој што веќе запал од хепатитис А мора да биде на посебен режим на исхрана кој што е со намалено ваквото. Други вируси, друг вирус кој што е како вектор храната е норовирусот. Норовирусот има значи симптоми, може да се пренесува преку воздух, меѓутоа најчесто се пренесува по храна. Има симптоми главоболка, мачнина, повраќање, болки во стомак, значи остри болки во стомак, диареја, што сите тоа се значи без диарејата се симптоми на грип. Ова народот го вика стомачен грип. Значи ова е најчестата болест и ако не сте заболеле, значи последните 2 години од стомачен вирус, сигурно знаете некој што има заболено од стомачниот вирус, ако не и повеќе луѓе. Токму така. Почитувани слушатели, ние дојдовме до крајот на денешната емисија. Се надевам дека начнавме неколку точки од областа на ризиците во храна и
ви дадовме еден вовет на што да обрнете внимание. Мирко, времето е толку, јас навистина ви благодарам за учеството во денешната емисија. Благодарам и на вас. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Светлана Коларич. Денес е 7 мај 2015 година. Продукција работна Радио Слободна Македонија. Поздрав! Безбедна храна, здрава иднина со Светлана Коларич. Четврток, 17 часот.